До утре исплата на субвенциите и дополнителните 3 денари. Ова меѓу другото пишувало ова СМС пораката што вчера ја добиле оризопроизводителите од ресорното министерство. Искрено се надеваат дека ова не е уште еден обид за купување на време. Во спротивно, тие се решителни во врска со новиот момент. Има нов момент, имаме од СМС порака стигнено дека до 31 субвенциите ќе бидат и 3 денара исплатени. Во колку не, ние за неколку дена ќе се организираме и ќе го блокираме експресниот пат Штип-Кочани и регионалниот пат, двата правца и двата пата ќе бидат блокирани. Овој пат, како што тврди Арсов, нивната решителност оди до тому што ако до утре нема пари на нивните сметки, тие ги прекинуваат сите контакти со надлежните и излегуваат на пат со блокади. Во колку не ги исплатат средствата, више нема што да се договараме, значи испаја дека владата и министерот за земјоделие лажат. Во случај да се реализира нивната најава, тоа би била 14-та блокада на патот Штип-Кочани кај Облешево. Досега, за изразот на нивното незадоволство, од ресорното министерство и владата немаше сигнали. Од друга страна, барајќи цена од 40 денари за килограм откупена оризова арпа и 80 за откупен килограм белориз, оризарите од Кочанско се надеваат дека ќе го подобрат животниот стандард. Од оризот во овој регион екзистираат 3500 семејства, одгледувајќи ориз на над 4000 хектари.